Господа, добре дојдовте. Го поканувам градоначалникот на град Скопје, господинот Трифон Костовски, да го поздрави Собирот. Повелете. Добро вечер на сите. Почитувани дами и господа, со големо задоволство присуствувам на вашето одбележување или нашето. 62 години постоење градска библиотека, со гордост ќе кажам, браќа Миладиновци. Мене како градоначалник на град Скопје ми е представа голема одговорност, но истовремено и чест. Една институција, како што е градската библиотека, со 62 години богата историја, која го дополнува ликот на Скопје, како европска метропола, иако се трудиме да видиме тоа, да припаѓа на една градска администрација. Пред 2 години присуствував на вашиот юбилеј и на моја голема радост можам да констатирам дека постои голем, забележителен напредок во работењето на библиотеката, богата програмска активност, која придонесува за популаризација на книгата и збогатувањето на јавниот и културниот живот во градот. Со реализирањето на вашите програмски активности привлекувате голем број пријатели на книгата, секогаш со цел библиотеката да биде центар на културните настани во градот. Ја честитам годишнината од постоењето на библиотеката и ви посекувам да продолжите со исто темпо, да го држувате стекнатото реноме на градската библиотека браќа Миладиновци и посебна благодарност до вас, директора Филип Петровски. Благодарам. Шупејка. Уште кога си бев малечок, од класи писка направив. Со неа свирев, подскаквев и по зелени ледини си трчах по пеперуги. Достигле други години, да свира мило ми беше. Радосен свирка направив. И со моите другари играв со срце весело. Трчав по поле широко, шетав по гори високи и низ езера поминав. Сега се други времена. Ја сега не иту да трча. Не ми е мило да шета, ни сака игри другарски. Сега што ми е најмило?
дружба да имам шупеljка, да најдам место високо, под ладна сенка дебоа. Пред мене поле широко, под нозе рече да тичи, над глава ветар да шуми и ја на дебот навален да свира со шупеljката как ме учи срцево. „15 ноември 1945 година. Вестникот Нова Македонија донесува објава. Градска библиотека, читална на град Скопје се отвори. Работи со публика секој ден од 9 до 12 и 13 до 18 часот. Библиотеката се наоѓа во школото Гоце Делчев, приземје десно, и располага со голем број книги, вестници и списанија. Во предвечерието на 15 ноември 2007 година броиме 62 години постоење. 62 години градска библиотека Браке Миладиновци. 62 години светлина која растура маглата. 62 години традиција кој никој не може да ја оспори или собори. Традиција која има пуштено здрав корен во свеста на македонецот кој чита секојдневно. Традиција и кај целата македонска популација. Оваа годишнина е добар повод да проговориме малку и за историјатот на библиотеката, но и да споменеме за состојбите во кои се наоѓаат нашите библиотеки генерално, како и да предложиме некои понатамошни чекори кои се можни, а неопходни за развој на овој тип културни институции. Градската библиотека во Скопје е формирања меѓу првите културно-просветни установи во градот, во година веднаш по ослободувањето на градот од окупаторите. Во месец март е донесена одлука за формирање Народна библиотека, а во ноември истата година, по извршените подготовки, библиотеката е пуштена во употреба. Почетниот книжен фонд на библиотеката изнесува 3500 книги, од кои 500 книги припаѓале на детската литература. Еден дел од почетниот книжен фонд од градската библиотека е преземен од остатокот на книжниот фонд на јавната библиотека на град Скопје, која работела во Скопје од 1935 година до 1940 година како режимска библиотека на српскиот окупатор во Вардарска Македонија, а другиот дел бил подарок од граѓаните на Скопје. Почетните години на работењето забележан е скромен пораст на книжниот фонд. Со определувањето на градската библиотека за буџетска установа во 1955 година се обезбедува траен финансиски извор, кој е од особено значење за водење на квалитетна набавна политика. Така, по изминат 10-годишен период, односно во 1956 година, книжниот фонд е зголемен на околу 30.000 книги и 131 наслов на вестници и списанија. Значаен период од работата на библиотеката е периодот од 1953 година до крајот на 1955 година, кога сите библиотеки во Скопје се под заедничка управа, односно сите се под управата на градската библиотека. Градската библиотека се грижи за набавка и обработка на книжниот фонд и неговото донесување до библиотечните клонови низ градот, за кадарот, за отварање на нови библиотечни клонови и за сите други потреби. Од страна на Собранието на град Скопје во 1962 година, библиотеката е определена за матична библиотека на подрачјето на град Скопје. Оваа функција библиотеката ќе ја врши се до 1974 година, односно до интеграцијата на самостојните библиотеки во Скопје. Градската библиотека се спојува со другите самостојни библиотеки на општините на град Скопје, односно со библиотеките Цветан Димов, Страшо Пинџур и Другарче. А новоформираната установа се формира под името Библиотека Браке Миладиновци. Интеграцијата ја текнува градската библиотека во новата зграда на улица Партизанска со 2600 метри квадратни. Библиотеката најнапред е сместена во дел од зградата на основното училиште Гоце Делчев, во близина на плоштадот Слобода, со 200 метри квадратни.
Во земјотресот, библиотеката е оштетена и истата е преместена во монтажна барака зад универзалната сала на 520 метри квадратни и во неа останува се до 1973 година. При крајот на 1973 година, градската библиотека Браќа Младиновци е преселена во нова библиотечна зграда на улица Партизански одреди во 2600 метри квадратни, наменски изградени за градската библиотека. Понатаму, со текот на времето, се развива широка мрежа од подрачни библиотеки во градските и селските населби, а одреден број селски населби се поседуваат со подвижен книжен фонд, библиобус. Книжните фондови на библиотеката бележат перманентен годишен пораст. Во 1978 година, вкупниот книжен фонд на библиотеката изнесувал 510.147 книги, 380 наслови на списанија и 138 наслови на вестници. Овој позитивен тренд библиотеката успеа да го одржи се до 1992 година, кога поради промените во општествено-политичкиот систем доаѓа до поместување на системот на финансирање на културно-образовните институции. Така прирастот е незначителен и во 1993 година книжниот фонд изнесува 800.048.449 книги. Денес книжниот фонд на градската библиотека изнесува околу 1.500.000 книги, публикации и друг вид библиотечен материјал. Благодарници. Почитувам господин градоначалник Трифун Костовски, почитуван ректор на Универзитетот Мартиновски, почитуван амбасадор Племнеш, почитуван директор на Народната универзитетската библиотека, драги пријатели, познати лица, вработени во библиотеката и сите останати добронамерни граѓани на Скопје и Македонија. Добре дојдовте на одбележувањето на 62 години од постоењето на градска. Јас се имам таа чест и за мене задоволство да ги доделам вечерва благодарниците, кои што на некој начин на сите оние што ќе ги добијат, на сите нас присутни, на мене лично, ќе ни бидат една трага и сеќавање на минатата година. Што работевме во минатата година, какви напредоци и успеси постигнавме, ќе биде озваничено, на некој начин запаметено преку тие благодарници. Ова што го гледате на видеобимот се само дел од материјалите кои што ги ставивме на презентација. Станува збор за околу 500 фотографии, кои што на некој начин хронолошки покажуваат што се случуваше оваа година во градската библиотека. Па ќе видите дека имаше реновирање на одредени простори, односно простории. Понатака ќе видите дека имаше многу настани. Настаните можете на постерите да ги видите и на влезот при влегување или заминување. Понатака ќе видите она што мене ми е посебно драго и како еден од проектите кои што најмногу инсистирам да се одвиваат со голема брзина се дигитализирањето на македонското културно богатство, кое што од хартија, согласно трендовите на 21. век, го ставаме во нули и единици, односно во форма која што според мене е многу потешко уништлива, а многу полесно расширлива насекаде во светот. Она што го ставаме во дигитална форма, го ставаме на нашиот вебсайт и е достапно за сите вас во Скопје, во Македонија и секаде во светот каде што има македонци или оние што го љубат македонскиот, 24 часа, 7 дена во неделата. Така што мислам дека оваа едиција на некој начин може да ја прогласиме заедно со реновирањето на просториите на повеќе библиотеки како главни настани на кои што бевме сконцентрирани во оваа година. Исто така,
над зидовите, ќе видите околу вас дел од богатството во ликовни и уметнички дела кои што ги поседува градската библиотека, и ние во соработка со Националната и уметничка галерија го издадовме овој каталог, кој што исто така ви е на располагање. За прв пат издадовме каталог и одлучивме дел од колекцијата вечерва како едно одбележување да го збогатиме и со таа содржина. Сега да преминеме на доделувањето на благодарниците на сите оние кои што беа со нас целава година. Скопје доделува благодарница на господин Трифун Костовски, градоначалник на град Скопје, за своето несебично залагање. Морам да истакнам дека тој цела година ни помагаше и за мене лично, како човек што ја води оваа институција и како што гледате како изреновирана читалната, најголем импулс беше средбата што имавме ние двајца, каде што тој ми кажа мора да се реновира, мора да се гради, мора да се оставаат траги. Господин градоначалник, имаме траги оваа година. Градската библиотека Браќа Миладиновци доделува благодарница на господја Тања Балач, која што е раководител на секторот во градската администрација, што е задолжен за нашата дејност. Исто така и со неја имаме многу успешна соработка и тоа сакаме да го званичиме. Градската библиотека Браќа Миладиновци доделува благодарница на господин Изет Меджити, градоначалник на општина Чаир, затоа што од една стара и руинирана библиотека централна ни овозможија со одлука на тамошниот совет да добиеме во новите простори на општина Чаир нова библиотека која што е отворена и која што е на располагање на жителите на тој дел од градот. Значи од една стара преминавме во нова и со задоволство ја доделуваме оваа благодарница. Во име на градоначалникот, благодарницата ја прима председателот на советот на општина Чаир. Доделуваме благодарница на господја Маја Крстевска, која што е директор на Националната галерија на Македонија. Ние направивме неколку настани заедно, еве и вечерва се сложија да ни бидат на некој начин спонзори и помагачи во овој наш убав настан, што покажува дека институциите на различни нивоа во државата и можат да соработуваат. И оваа исто благодарница оди за Националната галерија. Едната беше со име и презиме, ова е за вас. Благодарница на амбасадорот Плевнеш за заемна успешна соработка. Градската библиотека Браќа Миладиновци доделува благодарница на Национална и универзитетска библиотека Свети Климен Охридски Скопје. Го поканувам директорот да ја прими. Исто така за успешна соработка со оваа институција. Може би се многу благодарниците, но навистина имаме луѓе на кои што сакаме да им оставиме траг дека сме соработувале. Се надевам дека нема премногу да должам. Дирекција за култура и уметност Скопје, Градската библиотека доделува благодарница.
Градската библиотека Браќа Миладиновци Скопје доделува благодарница на издавачката куќа Ѓурѓа, затоа што ни ги даде авторските права на цела една едиција бесплатно за да ги дигитализираме и дел од нив можете да ги видите вечерва тука. Да кажам дека со ова издавачка куќа го пробивме мразот, сега доаѓаат и другите издавачки куќи и ни ги даваат правата и ние ќе ги дигитализираме сите книги што ќе ги добиеме. Благодарница на господја Марина Божинова, директор на едукативен центар Алгоритам, за заемна и успешна соработка. Ова е центар кој што спроведува 2 централни библиотеки, бесплатна едукација во областа на информатичката технологија. Погледате. Дел од сликите се и од нашите заеднички активности. Градската библиотека доделува благодарница на Керамика Нова, затоа што донираше одредени материјали кои што ги искористивме за реновирање на делови од библиотеките. Има ли представник? Има, одлично. Градската библиотека доделува благодарница на господја Лилјана Андреевска-Митровска, председател на управниот одбор на Градската библиотека, со која што исто така имаме успешна соработка. Градската библиотека Браќа Миладиновци доделува благодарница на господја Елена Боцевска, ИРЦ директор во амбасадата на САД во Република Македонија, во заемна успешна соработка. На господја Оливера Трајковска, координатор на Американското катче во Централната библиотека Браќа Миладиновци. Градската библиотека има постојана соработка и со UNDP и взаемна соработка. Тие помогна и во едукација, но и во обновување и на книжевниот фонд и на дел од библиотеките. Доделуваме благодарница на господја Нина Шуловиќ, која што е проект менаџер во UNDP. Тука ли е? Добро, ќе ја доставиме. Благодарница на Агенцијата за иселеништво на Република Македонија. Ако има представник, тие ни помогна нашите адреси и нашата веб страница да биде дознаена и препознаена од целото иселеништво. Благодарница на Француски културен центар во Скопје за взаемна успешна соработка. Американско катче во Скопје. Каде што членството е бесплатно, околу 3000 членови, многу материјали, многу можности за истражување со многу љубезен персонал кој што им помага на сите. Доделуваме благодарница на волонтерската организација за држлива околина Јасон. Тоа е попознатото грчко катче, кое што финансира информатичка технологија, обука и обука јазици, кои што се во библиотеката се одржуваат целосно бесплатно за сите заинтересирани граѓани. Институт Данте Алигиери Скопје за взаемна успешна соработка. Тоа е попознатото италијанско катче кое што е во библиотеката. Има ли присутни? Добре, ќе го испратим.
Македонска телевизија, редакција Звон од Скопје. Градската библиотека Браќа Миладиновци, Скопје, доделува благодарница на господја Невена Поповска, новинар во Утрински вестник, редакција Култура, затоа што постојано ми помага да ги промовираме нашите активности. Благодарница и за господја Анета Пауновска, уредник за култура и забава на редакција Вечер. Благодарница на господин Зоран Джорлев, директор на државниот БДМ БУЦ Илија Николовски Луј Скопје. Во негово име, представниците вечера. На господја Светлана Андонова, председател на Сдруженијето Квинтесенца Скопје, за взаемна и успешна соработка, која што е исто така задолжена за концертот што следува за малку време од сега. Повелете. И на господин Борис Светиев, председател на извршниот одбор на Сдруженијето Квинтесенца. И на крај господин Никола Алтиев, тој е вработен во библиотеката, кој што сега скоро замина во пензија, кој што е библиотекар со најголемо искуство што го поседуваше библиотеката. За жал тој веќе замина во пензија, но сакам да му заблагодарам лично за неговиот придонес. Дали е тука? Добро, ќе му ја испратиме. Со тоа завршува доделувањето на благодарниците. Извинете што бев долг и мислам дека може да продолжиме понатака со програмата. Ви благодарам на сите што сте тука и им честитам на тие што ги добија благодарниците. Бисеро, моме бисеро, што носиш бисер на грло. Твоето грло хубаво и од робнога бисера 1000 пати побело. Бисеро, моме бисеро, зашто со бисер покриваш твоето грло хубаво? Ја неќу бисер да база, тук сака твоето грло. Бисеро, моме бисеро, за кого низиш бисерот? За кого готвиш дарој? Ја дарој бисер не сака, тук сака мома бисера. Сите заедно да го слушнеме концертот во изведба на Квинтесенца и Државно музичко-балетскиот училишен центар Илија Николовски Луј. Повелете.
од колекцијата на Градската библиотека Браќа Белоделци.